Ајде за уште една трагедија во Ресен. Ова прашање, господине министер, го поставувам во име на родителите и сите оние за кои што во одговорот викате дека треба да покренеле иницијатива пред училишниот одбор доколку не се задоволни од фирмата превозник задолжена за превоз на учениците. Прашањето до вас, господине Ристовски, гласеше што и кога ќе преземете мерки за решавање на проблемот со бесплатниот превоз на учениците од Ресен и од околните населени места. Уште пред 2,5 месеци, речиси на самиот старт на учебната година, интервенирав до заменик министерот. Еден месец подоцна и до вас. Вие навистина не бевте изненадени од проблемот и ми кажавте дека сте разговарале со Ѓоко, тоа со градоначалникот на општина Ресен, и дека проблемот треба да биде решен со второ рангираната фирма од тендерот. Меѓутоа ништо од тоа. Единствената работа што ја направивте е тоа што го поместивте почетокот на училишниот ден од 8 во 8:15, иако се сомневам дека постои друг случај каде што учениците се прилагодуваат на превозникот, па макар тој бил и принц, а не фирмата која што печали на грбот и мрзнењето на децата. Само пред 3 дена децата кои од населените места патуваат према средното училиште во Ресен, цел сат на -7 степени го чекаат превозникот и на крај превозникот не дојде. Со сат доцнење за мина на школа децата, кој како ќе се снајде, кој со такси, кои родителите ги бараат да се вратат од работа. Во повеќе наврати во изминатиот месец основците од Асамати воопшто не отишле на школа, господине министер, повторно заради превозот. Ова ли е, господине Ристовски, бесплатниот превоз за учениците, кој не е така бесплатен, затоа што во Ресен се пресметале дури над 5000 денари по ученик, а тие сепак се плаќаат од джепот на сите граѓани. Ама цената ваква каква што е. Знаете зошто? Затоа што како што викаат од ВМРО ДПМН во Ресен, затоа што тука се пресметани и трошоците на автобусите што ВМРО ДПМН ги користи за митинзи на вашата партија. Бројни се реакциите и на родителите, и на наставниците на неодговорниот однос према децата на овој превозник. Веројатно го знаете тоа, господине министер, и од представките кои што стигнале до вас од страна на родителите, а на кои што до денес не сте одговориле. За жал, морам да ги информирам од тука родителите дека во тек е тендер за превозот, иако официјално допрва почнува трката. Кој ќе го добие тендерот? Трката неофицијално е завршена. Повторно тендерот ќе го добие истата фирма, господине Ристовски, така гласи одлуката на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Иако тоа не го спречите, вие немате чувство за одговорност кон учениците кои што мрзнат по улиците.